Здраво на сите, добре дојдовте во училницата по географија за 6 деление. Јас сум Сашко Стефановски и ќе бидам вашиот наставник. Работиме на тема атмосфера, наставна единица, влажност на воздухот и врнежи. Најнапред да кажеме неколку збора за целите на овој час. По завршувањето на овој час, учениците ќе знаат да ги објаснат појавата на влажност во воздухот, ќе се запознаат со поимите апсолутна и релативна влажност, ќе умеат да ги разликуваат различните видови на врнежи и ќе го знаат значењето и распоредот на врнежите. Да кажеме неколку збора општо за влажноста на воздухот. Влажност на воздухот се јавува поради испарување на водата од површината на земјата. Сончевите зраци секојдневно паѓаат на површината на земјата, ја загреваат и со тоа водата од течна преоѓа во гасовита состојба и се крeva во погорните слоеви на воздухот. Бидејќи таму температурата е пониска, водената пара се кондензира и настануваат облаци. Во колку водената пара се кондензира над самата земјина површина, настанува магла. Значи, колку е поголемо загревањето на воздухот, толку е побрзо испарувањето и влажноста на воздухот е поголема. Да го погледнеме тоа малку и сликовито прекажено. Значи, сончевите зраци паѓаат на земјината површина, ја загреваат, водата испарува и во погорните слоеви, каде што е постудено, се кондензира и настануваат облаци. Да кажеме сега неколку реченици во врска со апсолутната и релативната влажност. Апсолутна влажност представува количество на водена пареа во 1 метар кубен воздух изразена во грамови. Колку е поголемо затоплувањето на копното и на воздухот, толку е поголемо испарувањето, а со тоа и количеството на водена пареа во воздухот, значи во летниот период апсолутната влажност е поголема, бидејќи испарувањето е поголемо. Релативна влажност представува степен на заситеност на воздухот со водена пареа. Овие два поими, два вида на влажност, не се правопропорционални. Тоа значи дека ако апсолутната влажност е многу голема, не мора да значи дека релативната влажност ќе биде голема. Односно, можно е да има малку влажност во воздухот изразена во грамови, а степенот на заситеност да е многу голем. Да го погледнеме тоа преку еден сликовит пример. Ако имаме два сада, например, едниот да има капацитет од 50 литри, а другиот да има капацитет од 100 литри. Садот од 50 литри ќе го наполниме со 40 литри вода, а садот од 100 литри со 60 литри вода. Ако се запрашаме сега во кој сад има повеќе вода, одговорот е едноставен. Во садот од 100 литри има повеќе вода, бидејќи таму има 60 литри, а во првиот сад има 40 литри. Значи 60 литри е повеќе од 40 литри. Но ако се запрашаме кој сад е повеќе исполнет, тогаш одговорот е сосема различен. Во првиот сад, иако имавме 40 литри вода, капацитетот беше 50 литри, значи исполнетоста на садот е 80%. Додека вториот сад, иако имаше 60 литри, тоа е само 60% од капацитетот на вториот сад. Од прилика, вака би требало да изгледа објаснувањето на поимот релативна влажност, ако се земе во предвид дека првиот сад би бил воздухот во зимно време, а вториот сад воздухот во летно време. Значи во зимно време, бидејќи е постудено, воздухот се стеснува и има помал капацитет, може помалку да прими влага и затоа побрзо се заситува. Во летно време воздухот е топол, многу се шири, може да прима многу влажност и затоа тешко доаѓа до презаситеност на воздухот. Односно, релативната влажност е помала. Поделба на врнежите.
Општо знаеме дека врнежите можеме да ги поделиме на високи врнежи, тоа се оние врнежи кои што доаѓаат од облаците. Најмногу врнежи доаѓаат од два типа на облаци. Овде ги имаме прикажано сите типови на облаци. Можеме да забележиме, еве, од нимбостратусот, облакот што се вика нимбостратус, паѓаат врнежи најчесто од дожд. Тоа се претежно врнежи од ситни капки, додека од кумулонимбусот, кој што се протега во вертикала дури до 8 км, а може да настане веднаш над земјината површина, доаѓаат многу повеќе врнежи. Тоа се значи густи, темни облаци, бидејќи се полни со врнежи со дожд, затоа се ниски и тие секогаш носат обилни врнежи со невреме. Значи поројни врнежи. Најпознати врнежи од облаци се дожд, кој што настанува кога кондензираните капки во облаците стануваат доволно тешки и паѓаат на земјата. Количеството на врнежи се мери со дождомер. Еве, овде имаме приказ како изгледа дождомерот. И ова е дождомер што се обично се става во пределите каде што има поголеми количества на врнежи. Друг тип на високи врнежи е снегот. Снегот се јавува кога температурата на воздухот е пониска од 0 степени и тогаш наместо капки се создаваат снеголки. Кога снеголките ќе се спојат, настанува снег. Температурата која што е идеална за создавање на снег е од минус 2 степени Целзиусови, па може да биде и до плюс 2 степени Целзиусови, имајќи во предвид ако просторот, облаците каде што настанува снегот е околу 0 минус 2, а може на површината на земјата да е и до плюс 2 степени Целзиусови. Во тој случај снегот многу брзо се топи. Самата пројава на преоѓање на водена пареја директно во ледени кристали се нарекува сублимација. Ево, овде имаме неколку типови на снеголки и една прекрасен приказ на врнежи од снег. И третиот тип на високи врнежи е град. Град обично врне во летниот период кога водената пареја многу брзо се крева во повисоките слоеви, каде што е многу студено и се создаваат замрзнани зрна кои паѓаат како град. Мора да напоменеме дека тие нанесуваат голема штета во земјоделството и во другите сфери на живење на човекот. Големината на зрната град може да биде од 5 мм па до 50 мм. Како што имаме овде прикажано на овие фотографии. Гледаме на втората фотографија, веќе има големина на тениско топче. Освен високи, имаме и ниски врнежи или приземни врнежи. Тие настануваат кога влажноста на воздухот ја достигнува точката на заситеност. Такви се роса, која што се јавува во тивките летни ноќи, слана се јавува во зимските ноќи и иње при студено и магловито време. Преку ден, сончевите зраци, како што рековме, ја загреваат површината на земјата и навечер таа испарува и кога ќе дојде во допир со постудените предмети во околината, како што се разни гранчиња, ливчиња, каменчиња, таа се кондензира и станува роса. Во колку температурата е под нулата, наместо да се кондензира, таа замрзнува и настанува слана. Исто така во повисоките слоеви, односно повеќе метри над површината на земјата, бидејќи нема предмети каде што да се допре водената пареја да се кондензира, таа се кондензира над површината на земјата и настанува иње. Еве, имам овде неколку прекрасни фотографии за овие три типа на приземни врнежи или ниски врнежи.
Да погледнеме сега каков е распоредот на врнежите на површината на земјата. Најмногу врнежи има во екваторските и тропските области. Како најврнежливо место се смета областа околу градот Черапунџи во Индија. Тоа е во подножито на Хималаите, каде што врнежите во просек изнесуваат 12.000 мм годишно. Потоа исто така за многу врнежливи се сметат Амазонија и областите околу Гвинејскиот залив, кои што имаат од 8 до 10.000 мм годишно. Наспроти овие предели, најмалку врнежи има во поларните области, каде што испарувањето е многу мало или никакво, и во пустините. За најсушна област се смета пустината Атакама во Чиле, во Јужна Америка, каде што годишно имаме просечно околу 50 мм врнежи. Инаку интересно е да се каже дека во Гинисовата книга на рекорди името на пустината Атакама се споменува како област каде што имаме забележено најдолг сушен период. Имено сушата во пустината Атакама траела 400 години. И после 400 години заврнал првиот дожд во 1971 година. Изохиети, да го објасним и овој поем, изохиети се криви линии кои на карта поврзуваат места со исто количество на врнежи. Еве можеме да го погледнеме ова на географската карта. Како што рековме, во подножито на Хималаите, во Југоисточна Азија, Индонезија, еве го просторот околу Гвинејскиот залив и Амазонија. Тоа се пределите со најмногу врнежи, додека еве пустинските предели како што е Сахара, Атакама, поларните предели, тоа се предели со најмалку врнежи. Би сакал сега да ве поздравам со мојата девиза: оние што сакаат да учат знаат повеќе од оние што мораат да учат. Се надевам дека уживавте и се гледаме во наредна прилика.